Имаме премногу болни, секој ден ни идат болни во одделението. Кога дојдовме имавме околу 40 пациенти во одделот. Се уште ни зујат ушите од викајници нивни кај што викат и молет, сестро помогни, сестро немаме воздух, умираме сестро. Значи со толку страшна слика се соочивме што стварно ова ќе ми остане доживотно мислам осеќавањето. Севки Гавас, медицинска сестра од Струга, заедно со уште четворица нејзини колеги од Струшката градска болница доброволно заминаа на припомош на колегите во болницата 8 септември во Скопје, каде се лекуваат болни од COVID-19. Вели секој ден е борба за нов живот, а секој момент борба за капка воздух. Кога почнала да се шири пандемијата, мислела дека се работи само за обичен грип. Но кога почнавме да ги видиме пациентите, дека како им се влошуваат состојбите, температурите нагло, качување на температури, па оставање без воздух. И кога дојдовме овдека да им помагаме на нашите колешки, кога веќе се соочивме со целата ситуација, ние се шокиравме и се мислевме дека се снима некој хорор филм. Снежана Русевска, која 40 години работи како медицинска сестра, вели дека никогаш досега не се соочила со ваква епидемија. И обични вируси, и обичен грип, и свински грип сме поминали. Ова е нешто многу поразлично. Се трчат од соба во соба, се барат, се бориме за живот, бараме што поќе кислород, значи што поќе да имат пациенти, што поќе можеме да спасиме пациенти. Порачуваат ситуацијата секој да ја свати сериозно и да се почитуваат мерките. Без размислување велат дека би заминале секаде каде ќе има потреба од помош. Ова не е лага, не е шала. Треба секој човек да замисли дека околу него има потенцијал на ковид. Фактички ние војуваме со невидлив непријател. Ако треба и во цел свет би одела, да. Во било кој дел од земјината топка би одела за да се спаси живот. Што поќе може. Инаку, поголем број на медицински сестри и други здравствени работници од натрешноста на земјава се наоѓаат на инфективна клиника и болницата 8 септември во Скопје, каде ги заменуваат и им помагаат на своите колеги. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.